party went up on that freestone bridge. Thought he was free. Steve to Maine and he caught him by the arm. And Johnny, come and go with me, poor boy. And Johnny, come and go with me. Видовте, стигнавме во селото Сливица, не Сливница, тоа Сливница е во
Преспа во Ресенско, а ова е Сливица, Битолско. Битолско. Ајде да не опишите сега најпрвим како домаќини овде, кај се наоѓа селото? Селото Сливица се поаѓа од Кременица, доваѓа низ Гермијан, Бач, Брод и доваѓаме во Сливица. Тоа е еден пат, една насока. Така, една насока. А од другата насока може да дојде Гермијан пак, Бач, оди преку Добровени, Скочивир и се враќа назад за Сливица, преку Брод после назад. Патот до Брод и до Скочивир патиштата, односно да речам се асфалтирани, ова е од Брод до овде не е асфалтирано. Така. Од тадната страна на автобусот ни врви таму, асфалтирано е, а од оваа страна 4 километри негде не е асфалтиран пато, али не е толку многу. Од овде значи 4 километра, а од Скочивир до овде? Па исто негде 3 километри, така. И тој не е асфалтиран. И тој не е асфалтиран. Добро, во селото нема никој освен денешен и од ден што е празник Не, Света недела. Да, во селото имаме еден само тука жител, тој е Живко Стојковски, има крави, може 250 тука. Тоа се работи, тој е градоначалник беше на времето во Бач. И тој е само тука, сега ние доваѓаме чисто за панаѓери, например, дали за денот за Света недела и така. Ова црква како се вика, која е ова? Црквата ни се вика Свети Никола. Овде. Да, во село Сливица. А другата кај што ќе имате празник денес? Сега кај што ќе имаме празник денес, така? Тоа е манастир, се вика Света недела. Колку е до селото или веднаш тука е близко? Од селото до манастирот има негде 500 метри. Добро, сега овде што адети ќе имате повикано свештеник или не? Да, имаме повикано свештеник, тој треба да дојде 9:30-10 сатот. Ќе има пеење, ќе има голем собир, ќе има ручек, ќе има музика, така, ќе има добра програма, мислам. Значи, ако нема никој во селото, ќе види весело. Ќе одекнат некои звуци да видиме. Така, село весело. Добро, ај да ни се представите вие сега на почеток. Јас сум Илија Бошковски, Ило Доков. Доко вие кај живеете? Ние живееме од 70-та година во Австралија. Доаѓам за 7-те години сега последни 6 месеци таму, 6 месеци тука и се посетуваме Сливица и сите пријатели. Значи не го заборавивте село. Никако. А вие? Јас сум тука роден, живеам моментално во Кравари, често идам тука, подработнуваме нешто, чепкаме, така, не влечи крајот и на секој 2 недели тука сум јас. Јас сум представувал во повеќе села, меѓутоа во ретко кој сум видел така интересни камења, да речам. Тука знам и се снимаше филмо Тајната книга, па ај на почетокот ние ќе одиме малце таму да го снимиме тоа. Да погледате, тука е грово направен над белиот камен. Ние имаме филм земено за Тајната книга, веќе го имаме добиено. Доста се задржале овде во селото. Тука кај една куќа има Толе се викаше, Дејковски, Стојан, ние Толе му виковне, и од кај него има доста снимано и вамо горе кај гробот кај што беше погребен. Да се искачиме таму, па после ќе слезиме таму, ќе пристигнат сигурно и повеќе луѓе. Хајде.
Ова е црквата Свети Никола, еве на влезот од левата страна има истакната табла, пришува благодарност за обновата на црквата Свети Никола од жителите на Сливица и селениците во Австралија, Македонската православна црква и организаторите Златко Ѓорѓиевски, Лазо Лековски, Златко Трајковски, Томе Трајковски, Илија Бошковски. Фреско живописот го обновија Никола Крнчев и Раде Најдовски. Таблата ја постави црковниот одбор во 2001-2002 година. Тогаш беше нешто обновена црквата? Да, црквата до тогаш беше скроз уништена и имавме така иницијатива претежно од Австралија, дојде не беа кои сакаја да се обнови црквата и се најдоа организатори, ја обновивме црквата во 2001 година ја почнавме, во 2002 ја завршивме. Што значи дека црквата е многу добро направена со убав материјал. Кога е подигната, имате податоци? Кога ја реновиравме црквата, најдовме некои документи и во нив пишува 1887 година. Значи, од тогаш имало жители сигурно во селото. Имате податоци кога најмногу жители имало, колку тие биле, кај се иселени, ај нешто накусо, и со други ќе разговараме за тоа, ама сепак вие еве на почетокот. Најмногу жители во селото Сливица имало негде 50-тите години, 50-тите до 60-тите. Од 60-тите години почна селото да се иселува, така да замина претежно во Австралија. А најмногу колку жители ималоше? Најмногу достигна измеѓу 350 до 400 жители. Така, во Австралија ги има најмногу, вие бидејќи сте таму? Да, ги имаме многу во Австралија. Нашето село е во Волонго, Сиднеј и Мелбурн најпоќе. Се чувствувате сите како да сте од ова село или сте раштркани таму низ разни места? Ние се чувствуваме многу добро, имаме свадби си правиме, крштевки си правиме, други гозби, средби, се поканува луѓето да дојдат на пикник, некои да се соберат и така се видува, често си дружат, убаво си врват. И денешниот празник исто повод ќе се видите сигурно. И денешниот повод имаме многу гости од Австралија, имаме од тука, од Шведска имаме гости кои се дојдени што од нашето село се тука. Ќе имаме доста луѓе. Добро. Ајде, ќе може вие да ни кажете нешто селото како го добило името нешто? Постарите ако ви кажувале. Јас не сум толку запознат за селото, може Илија повеќе. Ај вие. Ние колку знаеме за селото, мислам, према што учевме на времето како деца, историја имаше некоја дека некои Поло и Сливоци ја се викале двајца браќа биле, еден и останал во Полок, а другиот дошол долу во Сливица. И затоа е кажано да од Сливица и од Полок не се земаја, не траеле жените или не траеле, мислам, не се земале никако. И така од тогаш со тоа име Сливо, и Сливи имало многу, али по имено на тој човек така се нарекла селото. Сливите веќе ги пробавме, меѓутоа од Полок нема ни трага, овде горе е Полок, така над вас? Полок имаше неколку, да, над нас имаше неколку куќи, може 10 дали имаше, многу малце, и тие се во Австралија, и тие ги посетуваме таму, тие не посетуваа нас, си се знаеме, али не се земаја еден со друг. Меѓу Сливица и Скочивир има еден пат што оди за Ивени, така, тука има и една црква, таа е од Полок? Така, тој пат што оди од близу Скочевир што оди за Полок, тој оди исто за Ивени, а оно што го гледавте горе на Ридо, тоа е манастирче подигнато негде околу 70 може или така некако тоа време. Откако заминавме ние за Австралија. Од Полок сега нема ни трага ни ништо. Полок ништо нема сега. Имало некој овчар таму, овци паси, али од наши луѓе нема ништо. Сега ќе можеме кај манастирчето да одиме. Ќе поминеме ни село, ние ќе снимиме некоја црква да има документ барем да не остане ништо и овде како во Полок. Е така, ви благодариме многу што дојдовте и баш сме задоволни. Се надевам дека и вие ќе бидете, ручок ќе дава манастиро и луѓето така муабет ќе ги прашаш луѓето кои што знае некои други, па да се пофали некои дали од тука, дали од странство негде да речеме од Шведска или од Германија, ако има и од било каде. Добро, значи ќе направиме на добра емисија. Благодариме многу. Ајде.
Отец и пресветиот благи животворител Дух сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Ми, Господи, кој си ги благослови да се крстиш во Јордан, да ги осветиш водите, приклони го Твоето ово исполнување на главите, означуваме знак на покорност и удостојње, да се исполниме со Твоето нашето светување, Тебе Ти вознесуваме, слава благодарност и поклонение со безпочетниот Твој Отец и се светиот благи животворител Дух сега и секогаш. Благословени Јордан се во Сијан, вижени спослати Господи Бог, благословени Јордан се во Сијан. Je povjedi si je pravo slavnim hristijanom našim, nas uprotivnija da i Tvoje službenike slom. Spasi Gospodi slobodi Tvoja, hristijanom našim, nas uprotivnija darujaj, i Tvoje službenike slom Tvojim živim. Велико вјеваем ја во шеве, и роде се на Емануила, Бога живице века. Еве попот си ја заврши својата работа. Еве тука е синот на домаќинот, како се викаш? Александар Марковски. А татко ти? Никола. Од ова село е татко ти? Не. Од каде? Татко ми е од Градешница, мајка ми е тука. А, значи по мајка си од. Да. А каде си ти роден? Јас сум во Битола роден. Што учиш? Техничко. Што представува ова чест, еве татко ти, твоите родители, твојата фамилија? Голема чест ми е да сум домаќин на едно вакво нешто. Има ручек спремено е, сношто имаше исто пречек. Така? А тука сношто останавте на вечерта? Да. Колку мина бевте? Немаше многу луѓе, за вечерва никогаш нема на вечер луѓе, дента има повеќе. Така. Добро, еве кога се прогласуваше за кој да биде новиот домаќин, инстинктивно се јави едно пионерче, да речам. Како се викаш, кажи сега. Георгија Презиме? Талевски. Како така ти дојде ти да се јавиш? Да се јавиш, да речиш дека јас ќе бидам домаќино. Си планираше или така? Сакав. Сакаш. Сакаше човекот си се пријави. Колку години има? Па сега ќе прави 7 во декември, значи ще си по години. Кај Да. живеете? Ние кравари седиме. Права, да? Да. И кога тој се јави, вие со радост прифативте, сигурно. Нормално тоа е дел од традицијата од верата. Ајде да се представите, него да го представите и сопругата. Јас сум Зоран Талевски. Супругата Елена Талевска. Јас сум Елена Талевска. Ова е Ѓорѓе Талевски. Новиот нунко на манастиро. Ајде сврти девојчето маца, кај паднало вака некако удрено е. Не, па многу ше е мирна. Заврти се те видео Ајде, ичко. како се викаш? Јохан. Јована Талевска. Јована, еве, тие се идните Имаме уште една. кумови, има уште една и неа ќе ја сниме овде, ќе ни ја покажите Симона. после. Симона. Ајде, викнете. Да видите Да видиме комплетни, значи. Еве, таа е поголема, ќе ни знае, да ни кажи нешто. Ајде да ни кажеш како се викаш. Симона. Симона. Погласно. Симона. Кај учиш? Во Кравари. Кој оделение? Второ. Каква ученичка си? Добро? Добро, ај, благодарам. Ајде, живо!
Еве музичарите си ја започнаа својата работа, веселбата започна, меѓутоа ние треба да работиме, да дознаеме нешто за селото, да представиме пред нашите гледачи, ај вие да ни кажете нешто. Например, до која година живеевте овде? Ние овде живееме до 72 година. После се преселивме во Кравари. Моментално јас овде дојдов 2001 како председател на Црквинскиот одбор и со голема благодарност на иселениците од Австралија и за помош наша ја направивме црквата и така да се обнови тој храм светол. По обновувањето на црквата се даде идеја да се направи ова света недела манастирче. Тоа што гледате и денеска е голем собир и голема благодарност пак до иселениците од Австралија со нивна желби се успеа да се ова село оживеи. Добро, селото е празно, меѓутоа еве вака кој има весел ви се собирате. Колку пати во годината? Па може да речеме 2 пати во годината, баш као оние велигденските празници и божикните. Како беше одзивот за обнова на црквата и за некои други акции што ги организирате во селото? Видите, во споредба со другите села, одзивот за црквата беше многу добар, прифатен, поради што нема овде жители, благодарени на една жена овде во години, која доста ни поможи. Се обрзавме во голема активност и ја направиме за 2 години црквата. Како што гледате телевизија, ќе имате снимана пред оваа емисија. Многу мина сте заминати во странство, како вие не сте заминале? Па јас овде мал останав и немав шанси за Австралија и тука ми е живото во Кравари, сега живеам Караман и моментално, али еде пак родниот крај пак ме привлекува. На колку време доаѓате овде? Па 2 пати годишно идам овде. Куќата распадната ви е ли здрава? Куќата е распадната, али пак ме посеќа детските денови овде и пак ми е мило да идам во мој роден крај. Кај игравте како деца овде? Овде многу камења околу село, низ камења се вртевте? Па тие камења ми се моите успомени во детството моментално. Секој мој успомен ми останува по овие ридои што гледаш овде моментално, додека го напуши во ова село, се пресели во Кравари и тогаш завршија моите детски години моментално. Немаше тие бурни детства. Ајде, вклучете се во веселбата. Слушнавме некој замина во странство, некој во Кравари. Вие каде сте одселени? Од каде сум одселен? Да. Од тука, од ова село сум одселен. Кај живеете, мислам? Сега живеам во Бистрица. Колку години? Од 80-та година сум во Бистрица. Иначе тука сте родени, што тука сум роден, јас имам моја фамилија, двајца сину и жената наравно и наравно син ми женет со внучиња, имам 2 внучиња. Која беше причината што напуштивте Сливица? За самото своето си го донесе, што мораше да го напуштиме селото. Прво иселувањето за странство, друго што школото беше затворено, патоите беа поништени, работа немаше и наравно децата немаше каде да учат, мораше да ги школуваме, мораше да си селиме. Сега во Бистрица како живеете? Во Бистрица живееме сепак со многу работа, мислам, ако нема работа, нема екзистенција. Работам на државно во ЗИК Пелагонија, сепак и работам и дома. Зато не ве гледам на пазар со праски нешто. Не со праски, се занимаваме со сточарство во Бистрица. Сточарство, што имате? Со крави се занимавам. Со крави, колку крави имате? 7 крави чувам и да стигнам до негде, иначе платите се знае дека се мали. Немате размислувано овде на овие терени да развиете некој сточарство? Јас му препорачувам, ги порачувам уствари жителите, поранешните жители, нашите, сите, да вложат, да си се вратиме, да се обнови селото. Од и тука селото броеше 60-те години 400 жители, најмногу 400 жители. Ако бевме сите, наравно ќе беше поќе. Стока колку имаше? Тука имаше голем број стока. Немаше, селото беше 50 куќи со овци, се занимаваше 5000 овци. Имаше најмалце 5000 овци. После тоа секоја куќа имаше и крупен добиток по 10 на 13 грла и со тоа се занимаваше. Претежно со земјоделство, за стоката. Тие години дури се јадеше од полето, од житото, што работеа
нашите ние да речам. Така искрено се надеват, има шанса овде да заживее некогаш селото или вака само Па за да ви празници? кажам, јас се надевам ако тргни како што е тргната ова влада сега. Се надевам, искрено се надевам, мислам. Оти сега имаме еден жител со 300 грла Во селото крупе. има струја? Струја има, Вода? телефон има, вода има, изворска вода, али сепак треба водата да се однеси до... Што е најважно да се направи за да заживее селото? Најважно е водата, струјата, рекоме ја има, и пато да се направи, ако дојдат наравно млади да се оформи, треба школо. Сепак треба владата да даде малце еден помош. И имаме надеж. Имаме надеж и му порачувам на сите што се странство или тука, без разлика, сепак ќе биде подобро него од кој каде што сме сега. На тесно да речам во градо онде, со мали плати, со мали пензии и тоа ти е тоа. Јас го... Добро, ајде да видиме овие што заминаа во странство, какви размислувања имаат. Вие доаѓате од Австралија? Да. Кога дојдовте и кај живеете во Австралија? Во Австралија живеам во Волонгонг. Од тука сум излезена 35 години. Како 14 годишно девојче заминав за Австралија. За прв пат се враќам сега. За прв пат? За прв пат во тие години. Сопругот кај ви е? Од Оптичари ми е. Од Оптичари? Да, и тоа тука битолско. Се расправате кое село е поубаво, Оптичари или Сливица или не? Мене ми е моето убо, него неговото, како на сите. Како живеете во Австралија? Добро е, не е лошо, фино е, добро е. Еве, прв пат доаѓате овде, сега што представува? Вие како девојче заминавте, сега радосни сте што дојдовте во родниот крај? Многу. Срцето ми е радосно што си го видов селото уште еднаш, роднините, фамилијата тука. Многу ми е ќеф. Не можам да ти докажам со зборој колку ми е мера. Колку жители има таму кај што живеете од Сливица? Може има 6-7 фамилии во Волонго кај што сме. Се гледаме и со нив. Од Оптичари има таму во вашето место преселени? Има многу. Повеќе од Сливица, сигурно поголемо е Оптичари. Селото е поголемо од Сливица, али таму малцинство сме селани, па се... Кога заминавте вие? 74 година. Таму се најдовте, таму се запознавте? Таму се заљубивме. Така. Таму се запознавме, да. Митрин, брат му беше мене добар пријател и така се запознаме. Што работите вие таму? Јас возам кренови во Австралија. Вие исто работите? Работам во старски дом, ги одгледуваме старите. Наши има во старскиот дом или од други националности? Има други, ама имаме сега моментално 3 македонки дојсени тамо. И наши има. Кои се причините што се таму сместени? Па стари кои се изнемоштени, фамилиите му одат на работа, нема кој да ја гледа, али ги одгледува што не може да биде веќе. Посебно се грижите за нив или како и за сите? Море како за сите, али старите ги гледаа многу убаво. Да мој алав. Многу. Ајде ви благодарам, одите да се провеселите. Ne možem bez tebe, kad si se mome na konja,
дојди со мене, дојди да се земиме, не можам без тебе. Еве, веселбата таму се продолжува, меѓутоа нас овде последно предмет на интересирање пак ни е селото, празно е останато, еден од, да речам, повозрастните жители, како се викате? Спасе Србиновски. Така, кога заминавте од селото? 70-та. 70 години. Да. И кај живеете сега? Сега живеам во Левени. Живото во селото не го заборавате? Јас, ако не ме вучете, Златко, овој Ристевски знае, дека јас су тука, како да ти реча, не може да рече дека су јас главен, тие се децата главни, ама ме поштова, идат, од дома ме зева, ме носат црква да равнираме сони. Манастирчето во прво време беше на Цвета оваа речија Најдовска, Косовска или Најдовска, така никако. Од Ваџовци речено. Арно, ма останаме ние малцинство. Јас бе во Австралија оди иди. Поради мајка ми беше болна, парализирана 7 години. И јас мораше така да правя оди иди, да не га губа визата. И кога дојде ред, старата моја, на Риза моја жената, му дошло насоне, дека да одиш, не мора да носиш ке знаеш шо. Баре маслинчиња таму што ќе се наје на пиперка и лепче да не го оставате селото. Таја е писана дејкоа на Трајка, Стрикуми, Ристејца Ристевска и тие трите така се собрале тука, го обновија манастирчето. После, во првото време, кој го отвори Златко? Не, мислам, јас бе во Миле Трајковски. Отко згасна славата, оти се славеше манастирчето основано негде 60-тите години. Така, така. И го славевме, бевме тука сите скоро. Сите тука, од дома, попути. И едно време згасна манастирчето, идеше само Спасе тука. И пред 5-6 години дојде на Спасе син му Борис и уште четворица Томе, Драган, Да. Миленко. Да. И ние одовде се Трајковски собравме, се 30-40 души се собравме. Почнавме со вртење на паре, како и сега веќе го заживеавме манастирчето. Како беше живото некојаш во селото? Вака, ние сме, како да ти речем, јас... Кароседелци сте или дојдени од Не, негде? не, од никаде. Лично, тука лично су. Татко, мајка ми од Не Градешница. само вие, а другите од селото? Сите се од тука, нема ништо населено, да речем. Како прво, јас, ето, од мене потеклото моје бе, ние сиромаси. Јаска, ко почна со волој да ода, од 6-7 години. Си оде со волојте, после брат ми Петко, Бог да си го простее, го зедоа на 18 години партизаните во Кича. Тога така беше.
И имаме 20 на овчички, а тие овците сестри ми, Благуна, Звезда, мајка, покојната, така и одржаваме. Ние мали со брат ми трено тама во Австралија, а ни вардеа ноќе трлото ни беше тамо. Горе во неа карпе, кај докото трло. И тие одеа на снего, Славе, Нечо Бог да го просте. Тие ни одеа тамо, ноќе да лежат кај овците. Многу ни се недуваа во времето. Колку овци имаше? Да не ојме така општино да ни раскажувате. Колку овци, колку говеда? 20 на тога имаме овци. Не само вие, општо во селото. А во селото 5000 овци имаше на времето. Плюс коњи, стока друга. Коње имаше, јас и пасе лично, имаше и друзи, вие и пасе сите. Околу коње имаше, да не претерам, ама 100-130 маски коње. Свиње истерва околу 50 свиње. Се тука меѓу овие куќи сега, распаднати. Овие што ги гледаш. Овие куќи са сите, знаете чи се, како се? Како не знаме. Ајде ова по црквата, која е? Таа е на Марчев. Добро, ајде до неа. До неа на Васил Марчев, брат му. Горе на Толе Дејков. Таа горно што пулиш тамо. Ова е на Димко и на Ристе Ристевски. Ова што пулиш со овие ломаринките бели. Миле Трајковски, јас одма дони не се пуле од дрвата, тука куќата моја. Ова е на Стрика, Србин Дејков, само тој појде тамо да ги догледа пасинци, знаеш, Джанла умри, појде тамо. Ова е на Стојановски Коста, ова е на Видан Дејковски, Блаже Дејковски. Онамо кај што пулиш, она најгорна куќа кај тамо. Тој е Најдо Ваđов, па тие се бере околу 20 души, фамилија. Во една куќа? Во една куќа. Во заедница живее. Во заедница. Ако е за тоа и ние беме 14 души пред да се делиме. Во едно одајче. Чинеше тога, сега не чиниме. Оти. Па тога беше здравието. Седне долу, вија Неделковски Нечо или Пандо да го речеме, на жената тамо, Трајковски Бушко, ама не се пуле на жената е падната одма по тие ломарините бели, Трајковски Миле, овие се попојте куќи долу, тамо попојте куќи тука што и пулиш. Попо, Бог да го прости, што беше, тамо беше. Од мене е тоа. Толкова. И со што се занимаваа сите овие луѓе што ги споменав? Сите, прво, како јас зауши 38 сум роден, на 14 мај. Како зауши јас со норалци. Оно што го пулиш угаре, тоа е сето со волоите орано, жито, песок. А не трактор онамо. Ѓубре врлење туа немаше. Каква ви беше поврзаноста со Скочивир со Брод? Живееме како браќа. Нашо е браќа. Преку Скочире одеме кај Макшалан, одеме по дрва. Како да те гибне, падни, седи на пато, секој ќе ти даде помош. А сега застани на пато, ти вле дај пари. Колку сте информирани за оние настани од Првата светска војна тука што се случувале на овие терени? Баш така. До Црна река, гробишта тука има ново. Кои војски тука беа? Французите беа, бугарите беа, талјаните беа. Да. Остатоци од сите нив има по нешто? Војната баш овде се одвиваше. Како што кажуваа старите... Овде имаше болница. Чија? Сега точно да те излажам, ама ми чини дека беа французите. Французите, овде, тамо, гледаш? Тамо во тоа Ачико. Тамо имаше болница и сега да копаш тамо ќе најше инекции 300 чуда. Познаваат барем меѓу себе сега, овие дојдени ни од Австралија, ни од Шведска, од други места. Мислиш мене? Не, млади. Да, бе, не познава, како не. Не вас дали ве познава, вас ве знаат, тие меѓу себе дали се знаат? Се знаат, бе, добро, Сидни, Мелбур, Сидни, како не? И наше дори збора, децата мали, си ги учат и таму има школи, на македонски си носат. И сега вака напуштено селото, на колку време доаѓате да го видите? Јас ида, Златко поќе иде, пред да има кола. Јас во години су, ида јас, ето нека ти каже, он, да речеме, секој пат, ако потребно да ми нарача, па ќе дојда. Добро, имаме информација, некои куќи се разрушени, доаѓале краци, овие што собират железа. Па тејте дали ти кажа пред време, дека мене куќарето тамо имаше едно собиче, какво такво, џамчето беше од железа, го извајале и го селе. Село без куќиња, што се вика, и тие дошле, краделе.
шо, може ли украле, така? Немате никој сега во близина вака нешто начесто да доаѓа во селото? Начесто јас идам, моментално Илија, тој често иде од Австралија, иди тој и Бого јаден, брачет мој, идиме често. Мојата фамилија иде често, идиме така, имаме посадено бостан, бавче имаме посадено, така нешто се занимаваме колку за разнода и да смениме со паметот малце. Зимите какви беа на овие редишта овде? Благи, паѓаше снег, се задржуваше снего? Пред времење да црна премрзнуваше тамо, преку мраз одеме до бројни. Риби дупеа, мислам, мразот го дупеа и ти испаѓаа. На времењето тоа. Не се заборава тие време. Не, Боже пази. А сега нема такви зими. Колку за нас тука, кај манастирчето да е весело, овде пред нас е жалосно, целото напуштено, луѓе нема. На колку време вие доаѓате? Јас лично многу ретко доаѓам. Затоа што немаме кај кој да се прибериш вака предходно соговорникот. Куќата наша е растурена многу одамна, 30 години. Кај живеете сега? Живеам во Бистрица. Кај е Бистрица, оде не доаѓате начесто или пак далеко? Работа, задолженија? Тоа се задолженија на работа, вработен, жена, фамилија, куќа, наново, сето тоа си сносат. Сопругата еве тука до нас е, од каде вие таа? Сопругата е од Росоман, иначе по потекло по татко е од Крњево. Другата страна на Маријево. Значи малку подалеку префрливте. Кај се запознавте со неа? Па добро, јас често патував така и така се запознавме. Видете, за условите за живење тука, уште на времето, јас ако бев многу мал, ги согледвав тие работи. Пат, инфраструктурата. Не може да се живее. Не може да се живее. Да, во едни скрки, во Карпи, сигурно не. Имаше малце поле. Јас како мал пред 37 години бев на болница. Друго беше живењето таму, друго беше. Само по една година ние се иселивме во Бистрица. Таму останавме, нов живот, нови услови за живење, нормално е, тука е далечен пат, сега условите, знаете како е, секој денарче
да се издвои од џепове е тешко. Како беше животот? Добар беше како си живееа меѓу себе луѓето, сложни беа, се караја, не се караја, ај малку така. Луѓе како луѓе. Со Тогаш се. јас мал бев 10 години, а сега и живеам и сум домаќин. Се знае како е, комшилукот секогаш имало такви проблеми, ама не може да се живее тука така како што се живее да речеме во Бистрица и Битола. Условите се поинакви. И со сеќавање од минатото не Со се сеќавање живее. од минатото во 70-та година. Јас бев само 7 години кога тука нема деца, син ми замина. Ова Корзо се сеќавам. Како Корзо беше, како во Битола, кога бевме на Корзо и ние кога одевме на времето Тука имавте сега. Корзо? И тука тогаш беше толку народ, а јас бев дете. 70-та година. Сите се иселија, се знае, преку океанските земји, Европа и така натака. И веќе миграцијата село-град. Ама Па и селото поблизите вако се- како што си е, вие пак си го сакате. Па добро тоа е, нормално. Сопругата го Сеќавањата- засака селото, го засакавте вие? Тоа не е. Ај, момент ќе дојдеме и таму баш да ве Вие прашам. прашавте нешто и за времето баш. Времињата беа поинакви тука, какви снегови. Јас по Нова година се вратив од болница, какви снегови имаше. Климатските фактори се измени, се со времето. Се Само одеше тоа. во прилог да се Се напушти одеше, селото. Само да се напушти. Ајде вие ако не сте од тука за селото ништо. Добар ден, јас сум Даниела. Селово Осливица е прекрасно, барем за мене. И вакво напуштено. И вака напуштено. Добро, не радува нормално од човечки аспект се знае дека не е баш, поминувајќи баш сега утрово, наваму, гледав Гермијан, селава што се има доста земја за работа. Жалосно е, можно е луѓето да живеат тука. Меѓутоа, доколку се даде некоја помош на земјоделците, на сточарите, бидејќи и некои работи не се враќаат од минатото, многу тешко се враќаат. Луѓето сега се живеат во поново време, со понова технологија, по други услови, не е многу далеку, 35 километри до градот, не е далеку, за разлика од странство, да речеме на запад, кога одат и на работа по 35-40, па и по 200 километри некои возат. И асфалт да се асфалтира, пример, и се можно да се врати животот. Бидејќи селата се коренот нашиот извор, од каде што потекнуваме, бидејќи ние се иселивме, пример, свекрвата свекрот се иселија. Нашите деца утре, велиме во идно време, нема да знаат од каде потекнуваат, каде се нивните корени, каков е тој селски живот во таа нивна селска идила ќе биде само во нивните мисли, во нивниот ум, нема тие да и во кажувањето, меѓутоа друго е искуството самите да го видат тој селски живот, да видат како пример некои работи се одвиваат, да се блиски и со природата. И со природата точно, а не да направиме пример, да не речам, воопшто децава само точно да се пред компјутери, мобилни и разни други средства, меѓутоа сепак понекогаш треба да се дојде. Еве да не ние се заборава да не се заборава потеклото, да не се заборава сепак влече, роден крај е, од каде да си родната грудка секогаш влече. Корените никогаш не се забораваат. Ние доаѓаме 2-3 пати годишно и вака случајно, ако можеме, ако сме слободни, доаѓаме тука. За Велик ден, пример, или онака на прошетка, на пикник еден, ке дојдиме. Јас сум од подалеку, не сум била и во мојот крај, многу одамна. Се сеќавам како животот, сите на разни страни. Се сеќавам точно така и јас како дете. Така да треба сепак, бидејќи во селово, сакам да кажам, има само еден жител. Вие не сте од овде, а со полна љубов зборувате за селото, некои знаменитости во негова близина сте посетиле, сте разгледале? Јас ја сакам доста природата и како од културно-историски аспект овде е црквата Свети Никола и Нашево сега, денешно во Светја недела. Имаме доста шетано со мажот ми на планина, убав терен. Кога бевте млади? Или... Не, минатата година. Минатата година бевме овде.
Најмногу голем впечаток како знаменитост, немам нешто посебно да одвојам, но како знаменитост има на црквата една карпа, висока, во косина, во конусна положба е поставена. Интересно дело е сепак на природата, на косено, и во средината, од северна страна, малку на кај север, има дупка, колку едно бебе да се промни, толку може, ништо поиќе, едно мало. Значи, за тоа разбрав, мислам, во старото време, кога било овде богато селото со жители, децата на тие што не им застанувале, што им умирале, на постарите луѓе, им давале име Трајанка, Трајан и ги протнувале низ дупката, протнувале за да траат. Интересна е самата форма, од горна од запад, и надолу иде како конус. Значи, од широка иди потесна и некој го чека бебето долу. Времето изминува, веселбата трае, но завршува и терминот на нашата емисија. На крајот нешто што сакате да кажете? Ние сме многу благодарни од вас што вие дојдовте овдеки. Имаме голема честота тука, фала ви многу, а за успехот што го имаме, ние што го мислевме, стварно сме задоволни, имаме доста гости од странство од тука и добро поминуваме и до крај ќе тераме. Фала многу и понатаму продолжува да се слави Света недела. Thank you.